Почитувана градоначалничка на општина Каменица, Сонја Стаменкова, почитувани представници на локалните институции, директори, советници, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете ми да го честитам првин денот на рударите и големиот православен христијански празник, успење на Пресвета Богородица, заштитничка на рударите, на сите оние кои што го празнуваат овој голем празник. И навистина ми е чест што целиот овој викенд сум заедно со граѓаните на Македонскиот исток. Ја користам оваа можност да го честитам и денот на општината, како што потенцираше градоначалничката, 25 години од основањето на општина Македонска Каменица и да посакам уште посилно и уште повеќе да гледаме и проекти, и развој, и сето она што е добро за целиот регион. Денеска особено ме радува сознанието дека наскоро ќе биде пуштен во употреба, а тоа денеска и го гледаме дека е готов паркот Младост како заеднички напор на општината и младите од оваа општина. Сметам дека од исклучителна важност младите во едно општество да имаат глас, во каква средина сакаат да живеат и да им биде остапен и отворен просторот за да креираат, впрочем како што е направено и со уредувањето на овој парк, но и со многу други проекти кои што пред се реализираат заедно со младите. Нека биде оваа порака до сите носители на одлуки, до сите оние кои што носат одговорност. Заради тоа што многу често тоа го зборам, дека клучната наша цел во се што правиме е да ги задржиме младите во Македонскиот исток, но и да ги вратиме младите кои што заминале од тука. Затоа направете простор на младите во секоја смисла. Да ги задржиме младите, за да ги задржиме младите, мораме да креираме средина која што го возможува нивниот развој и не смееме сами да одлучуваме како тоа ќе изгледа. Затоа младите треба да го креваат гласот и сите ние да го слушаме тој глас. Македонска Каменица не е општина која што е изоставена од нашиот сеопшт план за рамномерен регионален развој и од одлуките, проектите и програмите која што ги носи македонската влада, а средствата ги користат општините, вклучително и Каменица. Оваа влада работи на развојот и на овој недопрен источен и североисточен регион и ги фокусира инвестициите во развојот на туризмот преку целосно искористување на природните убавени потенцијали на нашата држава. Вчера во Пробишти потенцирав, а тоа е и секаде ќе го кажувам, дека 30 или 40 години овој регион, истокот на државата, Македонскиот исток, беше запоставен во поглед на развојот, во поглед на фокусот и акцентот кој што го ставаме. Затоа ова е период во кој што се фокусиравме на многу проекти. Ова е регион или ова се општини од истокот во кој што најмногу се инвестира и тоа преку факти и бројки може на било кого да го докажеме преку програмите и средствата кои што ги издвојува владата преку било која програма. Во срцето на Соговските планини на Царе Врв ќе се гради модерен ски центар кој што ќе биде еден од 5 најголеми центри на Балканот, за што очекуваме инвестиција вредна од 100 милиони евра. И тоа го потенцирав дека следната недела владата веќе го објавува тендерот за изработка на мастер план за документацијата, односно за креирање на мастер планот за ски центарот на Царе Врв. Еден од најголемите капитални проекти кои што ќе се гради во државата ќе биде токму во срцето на истокот и на Осоговијата. Олеснувањето на секојдневниот транспорт во регионот беше потпомогнато со многу инвестицијски крупни проекти кои што се инвестира. Меѓу нив во претходниот период многу време се збореше и се правеа напори и околу инфраструктурниот проект за реконструкција на патниот правец Каменица-Саса. Рехабилитација на регионалниот пат од Каменица до Саса е исклучително важно за развојот на економијата во источниот регион, посебно ако се има во предвид дека овде е лоциран и рудникот Саса, каде секојдневно поминуваат голем број на товарни возила. До 2020 година инвестиравме приближно 23 милиони евра во модернизација на патната мрежа преку програмите на владата, на јавното предпријатие за државни патишта, на јавното предпријатие Македонија пат, преку програмата
на Светска банка и на Министерството за транспорт и врски, каде што 70 милиони евра повторно се лоцирани за проекти кои што се од локален и регионален аспект. И целиот фокус во првите години беше ставен да сите оние патишта регионални после 30 и 40 години ги обновиме и да продолжиме со капиталните инвестиции и да ја праќаме таа порака токму на младите дека навистина со грижата, со фокусот, со акцентот кој што го ставаме на целиот овој регионот кој што доаѓаат повеќе министри, функционери, директори кои што за прв пат како генерација потврдуваат и покажуваат како се сака својот крај и како е да се бориме на ниво на влада за целиот овој регион. За мене е чест и задоволство што на овој ден стојам овде во домот на едно од најважните рударски заедници во државата, бидејќи е денот на рударите, и што може да разговараме токму за акцентот, за фокусот, за политиките и за законите кои што оваа влада во претходниот период како ветувања ги даде и како збор ги даде и целосно стои на тој пат да ги подобри условите на рударите во целокупното општество и држава. Веќе 3 години е на сила токму законот за рударите со кој што се овозможува пензионирање без оглед на возраста и сега истите можат да заминат во старосна пензија со завршување на 40 години пензиски стаж за мажи или 35 за жени. Тоа значи дека ако до 2018 година просечната возраст била 58, сега е 50 и сме сведоци овде во Македонска Каменица дека над 100 рудари заминаа во пензија токму благодарение на измените кои што ги носевме. Но уште еднаш сакам да потенцирам дека оваа влада, македонската влада, ќе остане целосно фокусирана, присутна и со поддршка на истокот. Заради тоа што, како што кажав, има многу луѓе кои што таму се борат, има многу луѓе кои што ја носат одговорноста и како генерација верувам дека ќе продолжиме и со грижа и на рударите и на сите граѓани, на сите жители од овие краишта, од овие општини, но и на со целосна грижа за проектите и за приоритетите кои што се на граѓаните и кои што се на младите од овој исток. На крајот, уште еднаш во име на владата, во име на претседателот на владата Зоран Заев, кој што требаше да биде тука, но е во Германија, каде што прима висока награда денеска заедно со бившиот премиер на Грција, што е доказ како треба да работиме. Во име на сите да го честитам големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, денот на општината Македонска Каменица да продолжи по развојот, растот, напредокот и создавањето на што подобри услови за живот на сите граѓани и уште еднаш да го честитам на сите рудари и од Каменица и од секоја една општина во нашата Република Северна Македонија, денот на рударите. Благодарам. Добар ден, почитуван вице-премиер од владата на Република Северна Македонија, почитувани медиуми. Денеска општина Македонска Каменица го слави најголемиот празник. Тоа е денот на општината, Успение на Пресвета Богородица, која што е заштитничка на рударите, со самото тоа е најголемиот рударски празник на сите рудари во нашата држава. Чест ми е од овде посебно да го потенцирам овој ден затоа што денеска е и 25 години од постоењето на самостојна општина Македонска Каменица. Општина Македонска Каменица низ годините се градеше и од едно мало рурално место израсна во урбана заедница која што еве и сите сте сведоци, можете да видите дека се работи за прекрасен модерен град кој што дава можности, кој што привлекува и кој што кај сите и кај каменичани, но и кај оние кои што посетиле дава можност секој да даде еден одличен коментар. Впечатоците се прекрасни, се пренесуваат понатаму и слушаме само пофални убави зборови. Гледката која што во моментот е овде и она што е позади нас само ги дава насоките во кои што се движиме ние, а тоа е создавање на услови за младите, за развој на општината, давање на можности на сите оние кои што сакаат да творат, да работат и да живеат овде. Во изминатите години општина Македонска Каменица зазема еден сосема поинаков тренд на развој, покрај тоа што грижливо работиме на инфраструктурата, сепак се насочивме кон една сосема поинаква димензија, а тоа е модерниот европски тренд, искористувањето на обновливите извори на енергија, зелен град и енергетската ефикасност.
Веќе имаме значајни проекти со кои што можеме да се пофалиме и за кои што можеме да бидеме пример и во регионот, но и пошироко, а тоа е енергетското осветлување кое што како такво и како таков модел сме први во државата. Заштедите кои што ги остваруваме од 80% ни дава мотив понатаму да продолжиме да го имплементираме проектот за енергетска ефикасност, со што значителните заштеди ќе ги вложиме во други инвестиции и со тоа ќе овозможиме поквалитетен живот на граѓаните. Од тука апелирам до сите млади, сите оние кои што може искрено да се вложат заедно со локалната самоуправа и владата на Република Северна Македонија да продолжиме уште посветено да го развиваме нашето градче и да го направиме пожелно и привлечно за сите. Уште еднаш ја користам приликата на сите рудари пред се да им го честитам големиот рударски празник, на сите каменичани денот на општината, а на сите граѓани на Република Северна Македонија големиот христијански празник. Ви благодарам.